по портали провладени против нејзе. Второ, денеска собранието е баш случајно организира далеко од Скопје, во некој град во Источна Македонија, состанок за буџетирањето на собранието. Тоа е побитно отколку буџетот на државата, баш денеска. И собранието упатило покана до Министерство за финансии господин Минов или министерот или заменикот министер да присуствуваат на тој настан там. И сега замислете, новата министерка, за кој што сите ние некако со надеж, со добра мисла пристапуваме, одлучила не да дојде во собрание кај што се брани ребаланс на целиот буџет на државата, одлучила таа да оди во Берово кај што се разговара само за финансирање на собранието, а тука да ја прати заменичката министерка. Ако некој од присутните е дел од кабинетот на министерката, кажете и дека тоа е многу лош почеток за министер за финансии, за кој што сите имавме некаква надеж дека ќе наметне нови принципи на работа, отчетност, пристап кон собрание, пристап кон јавност. На само 2 недели, 3 недели од кога сте избран, да одлучите да одите надвор од Скопје на дискусија само за буџетот на собрание, за плати на пратеници, на вработени тука, а да не седите да го браните ребалансот, кој што ви е прв ребаланс, навистина, јас целиот оптимизам кој што го кажав јавно на говорница, навистина јавно зборував со пофалби за министерката за финансии. Пред само 2 недели кога ја биравме, јас имам сериозно, ако ова е точно вака како што разбрав, зборував и со господинот Джафери на телефон, зборував и со господинот Мицевски, зборував со господинот Минов. Ако ова е точно навистина, длабоко разочарување. И многу лош почеток за министерка за која што навистина се надевавме дека ќе наметне други принципи. За жал и господинот Тевдовски вака почна со собранието. И лошо заврши. Зошто? Заради тоа што министер за финансии по функција, по закони, 1/3 од целокупното свое работно време во текот на годината мора да го поминува со пратениците. Сакал или не икал. Може да не го поминува, заменичката е многу коректна тука, секогаш е позитивна со пратениците, практично си ја чувствуваме како дел од собранието, заради тоа што заради тоа што немало министер за финансии до сега, Тевдовски не доаѓаше тука, она беше тука и она ни е поприсутна од дел од пратениците во собрание, искрено да кажам. И немаме никаков проблем со заменичката. Супер, наистина, и еве разговараме за многу теми, за тоа што може да даде одговор и дава одговор, за тоа што не и дозволува да даде одговор, не дава одговор. Океј, разбирам. Ама не е коректно спрема собранието. Но океј, одлучувајте вие како ќе одлучувате. Јас да се посветам сега и на содржинскиот дел од расправата. Имаме ребаланс на буџет кој што е еклатантен показател за правецот во кој што се движи државата, а тоа е една реченица, двајца бивши министри ја кажува, немаме за лепа, купуваме за чоколадо, ама сега пута 10. Пута 10, да, сега е Тоблероне, од најскапот, дарк чоклет. Да, зошто го зборам тоа, сега ќе се објасни. Ајде вака. Приходна страна на буџетот. До сега, во првите 8 месеци, почитувана заменичка министерка, многу би ценела ако влезете во дебата. Тоа би било одговорно од ваша страна. Имате мањак на приходи од 166 милиони евра по основ на прибирање на даноци. Најмногу е тоа забележително на данокот на добивка и на персоналниот данок. Како процент од нив. Зошто ги потенцирам овие два даноци? Данокот на добивка е слика колку успешно работат фирмите. Кога има пат на платата на данокот на добивка, од она што сте го планирале, значи фирмите не работат толку успешно колку што сме планирале. За персоналниот данок исто имате нивелација надолу, а во исто време го зголемувате персоналниот данок. За изнајмување на станови, кири, дуќани, за плати поголеми и така натаму. Наместо да имате поголеми приходи по персоналниот данок, вие имате помали од планираното, она што ние ви го тврдевме, дека зголемување на тој данок ќе ви донесе минус, нема да ви донесе плюс. Тоа евидентно можете да си го видите во документите кои што вие сте ни ги пратили. Или вкупно, по основ на сите даноци, ДДВ и овие што ви ги спомна, има државата наплатено во првите 8 месеци, има мањак, има минус на приходна страна 166 милиони евра од планираното.
Ако продолжи истата тенденција, до крајот на годината буџетот ќе има 250 милиони, јас зборам за основниот буџет, кој што се уште е на сила, 250 милиони евра помалку приходи од планираното. Значи, ако ние разгледуваме дека ова е некоја фирма, државата, ако разгледуваме успешност на фирмата, првиот заклучок ни е дека фирмата не ги остварува приходите кои што требало да ги остварува. И тоа е првиот аларм, првиот сигнал кој што се уклучува во секоја компанија ако има помали приходи од планираното. Во исто време, државниот буџет, се ќе користам компанија или фирма како пример за граѓаните полесно да разберат и дел од пратениците, во исто време нашава состојба, фирмава, планирала секако годинава да ја заврши со 290 милиони евра мањак. Значи, во планот е не да оствари добивка, да оствари минус од 290 милиони евра, што во државното финансирање, макроекономијата се вика дефицит. Дефицит кој што не е непознат во светот, напротив се применува во многу држави, но дефицит, односно минус, кој што има оправдливост само ако се троши за нешто што создава поврат, односно само ако се троши за капитални расходи, ако создава развој во економијата, развој на компаниите, развој на граѓаните и така натаму. Во секоја друга смисла, таков дефицит е неоправдлив. Значи, 290 милиони планиран дефицит, планиран минус. Ако целосно се остварат приходите, но не се остваруваат приходите, по оваа тенденција до крај на годината ќе има 250 милиони минус од приходите, даночни, плюс дефицит, значи ние како држава ќе потрошиме 500 милиони евра и нешто плюс, повеќе од тоа што ќе го собереме од реалната економија. Значи сме си го пуштиле чергичето многу повеќе од тоа што можеме да си го пуштиме. Тоа е приходната страна на буџетот. Во исто време, јас сум многу задоволен што едно од прашањата кога ја биравме министерката за финансии, вчера таа го потврди. Една моја дилема. А тоа е дека оваа година Република Македонија треба да повлече заеми во вредност од 34 милиарди денари. Таа го кажа од оваа говорница вчера. И многу ми е жал што не е тука за да ги соочиме аргументите. Тоа се 556 милиони евра. Значи треба да ги повлечеме како заеми. Што е поинтересно, во фискалната стратегија за следната година се планирани 55 милиарди денари да повлечеме како заеми од домашно и од странско задолжување, што е некаде 900 милиони евра. Значи оваа година 556, следната година 900. Вкупно колку се? 1450. Односно милиарди и 450 милиони. Плюс, заменички, дали во овие бројки е внесена идејата за клинички центар? Не. Колку е идејата за клинички центар? Околу пола милиарда. Така? Значи, ние влегуваме во период на страшно задолжување на државата, кое што не би било опасно, ако предизборно целосно, ако парите се трошат, рековме, за нешто што ќе создаде дополнителна вредност во нашата економија. А ако се трошат за расфрлање, по договорни услуги, по партиски вработувања, 1000 за ДУИ, 2000 за СДСМ и слични расходи, тогаш идеме у дупка. Значи, овие се бројки од фискалната стратегија на државата. Ја не зборам напамет. 34 милиарди за оваа година, 55 милиарди за следната година. Плюс не се во ова внесени парите предвидени за заем за клиничкиот центар, кој што па нема да оди по друг основ, ќе оди по основ на приватно финансирање од комерцијални банки. Наплатата на даноците исто е податок од вашите документи, не е податок од, односно минусот во наплатата на даноците. Значи, што зборуваме? Каква ситуација има? Сега замислете дека зборуваме за буџет на семејство, дома. Сме планирале месецов сите дома да имаме приход од 70.000 денари, не сме оствариле 70.000 денари, сме оствариле 50.000 денари. Лозари нека се, јаболкари нека се, било што. Сме оствариле приход од 50.000 денари, а имаме расходи од 80.000 денари. И тоа континуирано секој месец, секоја година. Значи, требало да заработиме 70.000, а да потрошиме 80.000. Ние
сме собрале 50.000, ама ќе потрошиме 85.000. И тоа разликата не ја трошиме за да направиме насад на лозја, што до година ќе ни донесе или по една година, или по 3, што ќе ни донесе дополнителен приход, туку го трошиме за на синот да му купиме најнова кола и мобилен телефон најнов. Не за тоа. Тоа е сликата за буџетот на Република Македонија. Сега да зборуваме за расходната страна, така? Сега во фирма, која ќе земете расходната страна. Имате проблем во фирмата. Така констатираме дека имаме проблем со буџетското финансирање во државата последните 20 години. Тука не бојам црвено-плаво. Кој ќе земете приходната страна на фирмата. Гледате дека расходите за тоа што треба да го набавите за да ви создава дополнителна вредност. Не знам, мотики, секири, трактори, ступчиња за лозјево, жици, насади, вие ги остварувате само 28%. Значи, она што ќе го создава производот следните 3, 5, 10 години, вие не го инвестирате во тоа. А гледате во расходна страна што? На секретарката сте ја зголемиле платата од 30 на 45.000 денари. Сте купиле нова кола за директорот на фирмата и за целиот управен одбор на фирмата. Нели сите министри добија нови пасати? Така, сите министри добија нови пасати. Цвеќиња за да си ја уредите канцеларијата во вредност од колку беше? 700-800.000 евра. За тоа трошиме пари. Така. И тоа за бадеми лешници да не зборува. И тоа во период кога по сите анализи кои што ги прават, јас ви читав еден извештај финансиран од USAID, дека системот на набавка на работи за вашава фирма, односно за државата, оди надоле. Зошто? Заради тоа што најголем дел од набавките ги правите во 4 очи или во договор со една фирма или ги расипувате тендерите, па после се повторува тендерот и ете случајно само една фирма вториот пат се јавува. Тоа значи дека дури и тоа што го трошите за цвеќиња, за бадеми, за лешници, за кола, за директорот, за кола, за управниот одбор, го правите со, како се викаше тоа, рекет. Сега. Тоа го имате како состојба во фирмата. На расходната страна. И велите, дали би продолжиле така? Или еве дома, имате 50.000 денари заработено, требало 70 да заработите, а имате трошок од 80.000. Дали во таква ситуација за дома ќе смените солиден телевизор од 47 инчи за понов телевизор од 55 инчи? Не. Ама нашата држава тоа го прави. Тоа го прави. Наместо да купи трактор, купува телевизор од 55 инчи. Зошто велам така? Заради тоа што го создава развојот економски, таму кај што државата може да создаде производ, најчесто се капиталните инвестиции. Кајва се тоа 28% за 8 месеци. Пониско никогаш. Многу пати сум кажал, техничка влада, среде, политичка криза, СДСМ емитува бомби, се формира СЈО, протести ВМРО, протести СДС, диво населје во Куманово за жал, луѓе гинат, полиција гине, значи ви објаснувам таа една година, тогаш премиер технички, Емил Димитриев, мешана влада шарена од сите, СДСМ, ВМРО, ДУИ, не знам овој оној така, нема политички концепт, нема организацијски монолитен концепт како други. Тогаш во таа влада имаше, во оваа фаза кога вие имате 28%, имаше над 42-3% реализација на капитални расходи. Во една таква хаотична година, со една таква хаотична влада. Ова не било никогаш. Што значи ова? Да им објасниме на граѓаните. Ова значи дека сите ветувања кои што сте ги давале за школи, водоводи, канализации, патишта и така натакај, ги остварувате само 1/4 од тоа што сте го ветили. Тоа значи, во буквална смисла. Кога ќе си отидете да се фалите во општина Центар дека сте направиле едно училиште, треба во исто време на граѓаните да им кажете дека од Министерство за образование сте скратиле само од овој буџет 842 милиони денари. А пред година и пол
2, кога кратевме првиот пат од буџетот, кратевме 995 милиони денари од образование. Толку за образование може да зборим. Редовно си кратите од образование. Да. Во расходна страна, почитувана заменички. За капитални инвестиции покрај тоа што слабо ги реализирате, ги намалувате плановите за 53 милиони евра. Зошто? За на крај на годината статистички да качите 5-6% во реализација на капитални расходи, да речете, еве, добра е реализацијата, 47% е реализацијата. Наместо премиерот да си ги викне министрите кај што има слаба реализација на капитални расходи, им даде рок. Имаш рок од 3 месеци да покажеш реализација на капитални расходи, ако не сам поднеси си оставка. Зашо се премиер? Зашо е премиер? Зашо се тие министри? Он е таму за да води сметка дали они си ја вршат работата. Кога гледаме дека не си ја вршат работата, а он не води сметка за тоа, одговорноста е негова. Јас тоа сум го кажал неколку пати во негово присуство на пленарка. Повеќе за мене е неприфатливо да дискутираме дека, не знам, министерката Рената Треневска која била во образование или сега Арбер, како се Адеми, или во Министерство за здравство, Филипче, не. Премиерот е одговорен за сето ова. Пошто помина доволно време. Видовме дека не ги бива министри, не ги менува. Испадна Драган Тевдовски дека е единствено виновен за се во државата. Жал ми е, ако новата министерка Нина Ангеловска за пола година ја доживее судбината на Драган Тевдовски. Заради тоа што реализацијата на буџетот нема да оди во подобра насока, ќе оди во полоша насока. Она не доаѓа тука да се соочи со реалноста, веројатно подобро е сега во Берово таму со координаторите да ја аплаудираат, браво, се супер. И на крај ќе си направи штета за себе. За жал. Значи, трите клучни теми кои што граѓаните најмногу ги прашуваат. Образование, кажавме, кратите 842 милиони денари. Здравство, полошо не било никогаш. Никогаш не било добро, да не се лажеме, но полошо здравството не било никогаш. Тука има доктори присутни и од лево и од десно, и македонци и албанци. Дали некој од колегите доктори може да излезе и да каже дека сега состојбата во здравството е подобра од пред 3 години? Не. Дали сега е состојбата подобра од пред 5 години? Не. Од пред 10 години? Не. Тенденцијата е цело време надолу. Со тоа што амплитудата во овие 2 години е ваква. Во таква ситуација, Министерството за финансии нас ни предлага 141 милион да скратиме од здравство. А колегите од СДС од ДУИ ќе си кренат рака и ќе си гласаат. Не знам како. Не знам како. Или, ајде, средина на септември сме, односно втора половина на септември. За еден месец во Охрид, Битола, Тетово, Кичево, па и Велес и некои други градови, главна тема за еден месец од сега ќе биде загадувањето на воздухот и екологијата. Зошто? Заради тоа што луѓето навистина живеат и живееме во нездрави услови. И Тетово, и Велес, и Битола, и Скопје посебно и така натака. Знаете колку е предвидено во програмата за животна средина во буџетот на Република Македонија, на владата предводена од СДСМ, што правеше сама пред себе протести, пола влада со маски кога се шеташ и Легов, Манчевски и така натака. Знаете колку пари се предвидени во буџетот? Дали некој од вас видел да отвори на страна екологија програма за животна средина? Посебно колегиве што сте од Тетово, од Скопје, од Битола, од Гостивар, од Кичево, дали сте отвориле да видите? 4 милиони и 700 000 евра. Е толку. Од целиот буџет на државата има 4,7 милиони евра да потроши за заштита на животната средина по програмско работење. Другите пари се предвидени за плати во Министерство за животна средина. И сега, кога ќе дојде октомври, втората половина, ќе збориме колку државата многу се залага за заштита на животната средина. Ќе дојде министерот за животна средина тука да ни држи говор, заменик министерот колегата Макрадули, премиерот, градоначалникот на Скопје. Со 4 милиони евра, по 1 милион евра да дајете на Скопје, Битола, Тетово и Кичево, ништо не може да направите. По 1 милион да им дајете, толку се парите. Ќе завршам, господин Еминов. Веројатно е за тоа свирењето.
Имаше уште многу работи кои што сакав да ги прашам, но односот на Министерството и на владата спрема собранието е очигледен. Тоа ја завршам, нема ни сврха. Благодарам.